сега, она што следува во продолжение на нашата програма, еве веќе ја гледам на линк и наша Ивана. Значи ве водиме малку за миг надвор од студиото на Алфа телевизија, малку сме на отворено, времето стабилизирано, нема сонце, ама нема ни дожд. Иванче, добро утро. Имате навистина интересна тема, ова се препораки за справување со високите температури, но исто така би можела да ја прашаш гостинката и како да се справиме со ова променливо време, вака овие нагли промени, малку топло, малку облаци, навистина неубаво влијаат на сите нас. Твоја гостинка е доктор Ана Джарева од итната медицинска помош. Добро утро и повели. Така, Ирена, добро ти утро на тебе, добро утро и до сите наши гледачи. Врнежливо време имаме во моментов во главниот град, како што имавме нели од раните утрински часови, токму променливото време и тоа многу негативно може да кажеме дека влијае на сите хронично болни, па и на повозрастната популација. Буквално до вчера имавме повисоки температури, еве од денеска имаме некое благо засвежување или заладување или пат на температурите за неколку степени, но доколку на што се случуваше ве изминатата недела и оној прв топол бран кој што ја зафати Република Македонија, како помина брза помош, односно колку интервенции има, какви интервенции има, често пати зборувавме и слушавме дека буквално брзата помош беше многу растргната или ги слушавме сирените токму поради топлото време и се што тоа го носи. Ова утро ќе разговарам од брза помош со доктор Ана Джарева, ќе ви посакам добро и убаво утро. Еве утрово малку променливо време, врнежливо и за некој степен посвежо од вчера и од температурите кои што ги имавме изминатата недела. Каква беше состојбата, ситуацијата во брза помош изминатата недела? Со оглед на тоа што имавме навистина високи температури како за месец јуни. Па во претходната недела, работна недела, во брза помош имаше зголемен број на интервенции, околу 250, од кои што половината од интервенциите беа хитни, тоест повеќето беа колапси на јавни места и секако сообраќајките и некои други хитни интервенции што се случува. Доминира колапсите преку ден, а навечер стандардно сообраќајките кои што воопшто не се смирени. Дневно имавме околу 4 до 5 колапси или одредени вртоглавици или одредени состојби кои што беа за предизвикани од топлото време. Како можеме, докторке, да се заштитиме? Летото ни е таков период кога навистина имаме високи температури, иако утре нели календарски сепак настапува летото, но како можеме еве сите сами на себе на некој начин или да си бидеме превенција и да си превенираме за да не дојде до ваква ситуација како што споменавте вие дека сте имале дури 350 интервенции за само една седмица. Да, за само една седмица, меѓутоа пола од тие интервенции се хитни, пола се хронични болни кои што се јавуваат кај нас, мислам кај што сме интервенирале, а од тие пак хитните интервенции кои што се 106 на број, 50 на отпаѓаат на колапсите. Како да се заштитиме од колапсите е да се носа заштитна капа, заштитни наочари, да се користи заштитен фактор, да не се изложуваме на сончеви зраци, поготово овие личности кои што се со хронични болни и што и мали дечиња, од 11 до 17 часот да се носи лесна облека, да се врши правилна рехидратација на организмот, да се користи хроничната терапија и важно е да се каже да се користат храна која што е лесна и неколку 4 до 5 пати да се консумираат по мали оброци, повеќе зеленчук и овошји, а не тешка храна и доколку се употребува храна која што е припремена, не е свежа сурова, таа да биде веднаш или многу брзо консумирана, да не се остава храна во надворешни услови заради топлата температура, може да се развијат одредени бактерии. Сведоци сме нели и со труења во текот на летото многу често, токму поради немарливост или можеби подзаборавена малку храна која што е на отворено или на топло време. Денеска имаме пат за некој степен на температурите, променливо време за разлика од она што го имавме вчера и во изминатата седмица. Како влијае еве ова време на повозрастната популација, на хронично болните? Значи и променливото време, сите хроничари
реагираат на променливото време. Овие температурни разлики, па и кај здрави особи предизвикуваат некои симптоми, меѓутоа здравиот организам може полесно да го компензира сето тоа и да се врати во нормала, за разлика од хроничарите или постарите, и поготово кај хобот или кај белодробните заболувања. Тогаш имаме најчесто јавувања и исто така и алергиите се јавуваат после дожд или кога ќе почне сушењето, тогаш алергените се качуваат нагоре. Исто реагираат и хроничарите кои што имаат висок крвен притисок. Имено кога има високи температури паѓа крвниот притисок и затоа се случуваат тие колапси, вртоглавици, трнење. Меѓутоа ова време па од друга страна па го зголемува крвниот притисок и компензација на крвните садови е малце потешка и тие чувствуваат поголемите глоби. Сите оние кои што си имаат редовна терапија да не забораваат да земат, особено во вакво време кога имаме променливо и она што денеска баш не се случува. Значи секако хроничарите редовно консумирање на терапијата и кога имаме топли температури, често пати се случува покрај високиот крвен притисок да се снижи. Понекогаш е потребна и корекција на терапијата која што ќе се изврши со помош на матичен лекар или со интернистот кој што е даден, а исто така посебно внимание да се обрне и на диабетичарите, кои што исто така кај нив може да се јави варијации на гликемијата и потребно е почесто мерење на гликемијата, кај хроничарите и тие што имаат проблеми со крвниот притисок, почесто да го мерат крвниот притисок и секако оние што се склони кон аритми, кои имаат други срцеви заболувања, редовно да си ја земаат терапијата и да кажем уште и за клима уредите, да не се пуштаат на најако, него секогаш температурата да биде некој степен помалку од надворешниот, заради подобро адаптација на организмот од ладно во топло, да се најубаво да се држи околу 24 степени, да не биде 10-15 степени па најнаш топло ладно. А ако веќе температурата во просторијата многу изладена, да има барем одреден период на адаптација, да се помине низ некој одреден дел пред да се излезе на сонце. Турке, многу ви благодарам за одвоеното време, што и ве одвоивте пак неколку минути, иако е зголемен бројот на повици во брза помош. Ви се заблагодарувам што и ве со овие совети и верувам дека и тоа како им се добре дојдени на нашите гледачи. Фала и на вас. Пријатно. Да, ние ќе ве поздравиме од брза помош. Мислам дека многу убаво си ги кажа сите совети. Доктор Ана од брза помош, секако сите оние кои што си примаат хронична терапија, не заборавајте особено на ова променливо време и секако убаво ни дојде ово освежување малку, додека ги очекуваме сончевите зраци кои што се најавуваат за текот на овој ден. Да, Ивана, ти ви благодарам многу и на тебе и на секако на нашата гостинка за овие навистина корисни совети кои што ги сподели докторката со сите нас околу тоа како да се однесуваме со кога времето е многу топло и поготово на оваа промена на времето, како што беше утрово, навистина врнежливо во Скопје, сега како што видовме надвор веќе е тоа подсмирено.